Слепите лица имаат потреба да бидат добро информирани, да бидат дел од заедницата, додат на музички концерти, да посетуваат објекти, но и да побараат брза интервенција и помош од некоја сервисна или комунална служба, доколку тоа им е потребно. Имајќи ги предвид потребите на слепите лица, Лајонс клубот од Битола по повод 9 октомври меѓународен ден за заштита на видот го промовираше телефонскиот именик со Брајово писмо и истиот им го донираше на Сдруженијето на лица со оштетен вид и слепи лица од Битола. Поважните телефонски броеви од установите од областа на културата во Битола, здравствените установи, сервисни служби и она што исто така го сметавме за корисно е телефонските броеви на сите медиуми, бидејќи понекогаш сакаат одредени лица да сообштат одредена приказна, проблем или историја која што може да биде обработувана. Според Владо Димитровски, председател на Сдруженијето на лица со оштетен вид и слепи лица од Битола, донацијата од Лајонс клубот Битола е од огромно значење за нив и истата значи разбирање на потребите на околу 220 слепи лица во градот. За нас овој телефонски именик значи многу, бидејќи ќе ги имаме на дофат сите поважни институции во градот, а Брајовото писмо е прозорец на слепите кон образованието и општо во образование, во вработување и така натаму. Тоа е писмо за комуникација. На денешниот настан присуствуваше и гувернерот на Дистрикт 132 Македонија Слободан Вукичевик, која пофали иницијативата на Лајонс клубот Битола за изработка на телефонски именик со Брајово писмо. Одлична иницијатива, сите ни изненади. Ова е во правец на лајонизмот, на нашата кауза ние служиме. Знаете дека сме ние борци, односно витези за борба против слепилото. Ова не е прв пат Лајонс клубот од Битола да им помага на слепите лица од Битола. Пред 2 години ја промовираа првата аудиокнига посветена на слепите лица, а минатата година пак Лајонс клубот Битола донираше книги со Брајово писмо во Националната установа Универзитетска библиотека Свети Климент Охридски, со цел да го поттикнат читањето книги од лицата со оштетен вид, но и да го поттикнат изучувањето на Брајовото писмо.